Кои сме ние? Што сме ние? Искалкулирани мозоци? Програмирани умови? Се, само слободоумни луѓе не. Не знаеме ниту кои сме, ниту што сме, ниту од каде сме, а ниту каде одиме. Сонуваме за блескава иднина и совршено општество, а не знаеме ниту од кај ни се корењето. Кој е Кочо Рацин? Што е тој? Што правел? И од каде е? Од колкава важност за нашата држава и нашиот јазик биле браќата Миладиновци, Прличев, Пичиновик, Чернодрински, Мисирков, Конески и уште многу други знајни и незнајни дејци и наши учители? Не е ни важно. Тоа е историја, било та поминало. Ваквите имиња знаеме совршено да ги изрецитираме само од настан на настан. И толку. Па да, што ќе ни се за повеќе? Не знаеме кои се нашите учители. Почетокот на сите наши почетоци. Ние постојано брзаме. Брзаме да го фатиме автобусот, брзаме да го завршиме факултетот во рок, брзаме да се вклопиме во новото нормално и да бидеме чекор со и до останатите. Ироничен, контрадикторен и помалку иритантен е фактот колку всушност ние многу брзаме. А никаде и за ништо не стигнуваме на време. И така, од најобично до најкомплицирано, со секојдневни вообичаени и невообичаени ситници, ние докажуваме дека време на располагање немаме. Поучувањето е маратон полн со пречки. Учителот низ тој маратон сепак успева ритмички да го поврзе духовното и материјалното, конкретното и абстрактното, објективното и субјективното. Тој учи како се плива во најдлабоките животни води на себеспознавањето, на емпатичноста, на правдата, на себељубењето. Тој учи како се твори емотивно, креативно, инспиративно, бидејќи на дланките на учителот лежат многуте идни генерации и целата потребна движечка сила за промена во светски рамки. Еден учител од Шпанија еднаш рекол: учителството бара голема саможртвуваност, но и покрај големите тешкоти сметам дека е подобро да се биде учител отколку да се работи во комерцијалниот свет. И точно е. Учителството не само што има тешкоти, туку и благодет во исто време. Ученици, светот ве чека со широко отворени раце. Трчајте по патеките на успехот, искрабете го она што ви припаѓа. Направете нешто ново со знаењето дарено од учителот и покажете му дека неговиот труд светот го менува. А тој од некаде гордо ве гледа, знаејќи дека неговата мисла живее во секој од вас. Знаејќи дека ученикот вели: овде сум, овде останува. Затоа истражувајте, прашувајте, дискутирајте. Вашето време доправа доаѓа. Благодарам.